Добродојдовте во уште еден подкаст Мирисот на книгата, овој пат специјален гостин, кој нема напишано книга белетристика, научен или публицистички жанр, но со жар рецитира поезија и тоа на колосот Конески и со пиетет пишува за своите другари од детството. Неговата таза отпечатена книга, збирка од неговите колумни, мириса на носталгија и пиетет кон вистинските другарства. Таа е споменар, лексикон на трајни пријателства и пишан споменик за неутугивиот капитал човечноста. Неговите донации, спонзорства и хуманитарни активности сами по себе се нашата македонска златна книга на трајни вредности. Ако сакате да ги испишете и отпечатите во книга сите негови покровителства, книгата ќе содржи илјадници страници. Статистички, неговите хумани дела не може ни да се избраат, затоа што постојано, катадневно се зголемуваат. Македонија во својата историја немала повеликодушен мецена. Економист по вокација, бизнисмен по професија, хуманист по убедување и упорен по карактер, кога сака да истурка правдата на виделина. Предприемач, политичар, председател, директор, представник, собственик, стопанственик, основач, член, финансиер и поранешен градоначелник. Пејач и боем, сопруг, татко и дедо, другар, добронамерник и поддржувач на се што е поврзано со афирмација на Македонија. Освен што беше татко на градот од 2005 до 2009 година, стана и грижливиот татко на фудбалската, одбојкарската и женската ракометна репрезентација на Македонија. Каде се успесите и победите, тамо и тој. Добре дојде за Трифун Гостовски. Добре најдов, Тања, благодарен за прекрасниот повед што го направи. За мене како личност, како човек, верувам дека не се чувствувам баш пријатно, бидејќи толку убави работи, знакаш за мене што сметам дека еден живот ми е малце, да сето тоа на вистина сум го исполнил во животот. Сте заслужили повеќе. Причина за тоа што сте ни гостин во подкастот Мирисот на книгата е вашата таза отпечатена книга. Моите другари, дел од мојот живот, за кој што имам задоволство да ги читам сториите од вашите пријатели, така да ги препознавам кога ги читам вашите пореви да оставите на нивните семејства и воопшто па и на нашиот град и на Македонија една наука и пример како се почитуваат и сакаат другарите од детството. Тоа навистина, јас никој пат не сум се бројувал меѓу луѓето кои што умеат да пишуваат, да стварат, што знам, раскази. Меѓутоа, се едноставно реков дај да напишам нешто за моите другари, бидејќи објективно тоа е нешто што секој пат ми пресувало. И сега продолжи да пишувам и веќе размислувам да сето тоа, да сиот живот ги опишам сите личности кои имале влијание во мојот живот. Дали ќе успеам во таа моја, да не кажам, идеја да ја реализирам. Бидејќи тоа ќе бада длабоко копање, посеќавањето на мои лични, посеќавањето на нивните потези, настани што се правеле. Меѓутоа, објективно тоа ја покажува целата големина на човечкиот живот. Дека човечкиот живот, колку тоа е многу битно да сами бидеме сами посветени на себе и на семејството и на околината. Меѓутоа, многу битно како ќе соработуваме со нашето окружување. И ова е драгоцено ковчеже кој ќе му оставите на нивните наследници, на нивните внуци кои ќе читаат за своите баби, дедовци и вашите пријатели. пораката со моите другари буквално е наменета за моите најблиски, на моите пријатели и на нивните семејства. И верувај, кога почнав да пишувам веќе кај сите мои пријатели кои сум ги напишал и не сум ги напишал, се чувствува пориво сега што ќе каже Трифун вика за татко ми, за мајка ми. Тоа се прекрасни чувства која едноставно не дека ја ќе измислам некои нови работи за моите другари, бидејќи тие ги опишувам со еден збор. Без нив мојот живот не би бил тој. Меѓутоа, да најдеме на мали, ситни моменти кои го обликуваат нашето дружење, кои сликуваат неговата личност и мојата личност и каде таа синергија што постои меѓу нас, мислам дека тоа е успехот на многу нешта кои што во дадениот момент успеав да ги
пружам на јавноста. И многу се интересно што во не буквално извира таа носталгија, вкусот од минатото, тие ваши серенади на кои што сте додворувале на вашите потенцијални девојки идни, кои сте пееле, кои сте свиреле со гитара, корзото, шеталиштата, делењето на последниот залак во Сладкарниците, старото Скопје. Значи, тоа е баш нешто што може кога се чита да се доживее реално, реалистично тој период од минатиот век. Тања, знаеш што говориме за едно детство поминато кое што денешните деца го немаат, ја нема таа можност за такво другарување. Живеевме во некоја бивша сојузна држава во која што Македонија беше равноправна држава заедно со останатите. Меѓутоа, во основа стандардот минимум 60-70% севкупната популација на тогашна СФРJ беше со среден стандард. За тогашни услови велиме. Нормална плата, Средна едно класа, летување, дал ќе има или ќе нема кола, али у секој случај имаше еден живот, така да ние децата немаше никакви разлика кои идевме на основно училиште, во средно училиште, на факултет, сите бевме еднакви. И тоа е навистина дава една димензија на социолошка димензија, дека сите делевме исто. Бевме прашања, сите имавме многу скромен жепелак. И знаете, со тие пари са сакаш и лимонада да се напиеш, сакаш и сладкарница да идеш, и помфрит, па пиво да се напием, па тоа беше, да ви кажам, тоа е навистина нешто. И сите тие ваши пријатели убави моменти се. Тоа не е колку консумирањето на тоа делче, туку со кој жар сме сакале да го тоа вкусиме, да го сетиме. И сите тие ваши пријатели и другарки станале општествено реализирани, препознатливи луѓе кои ставиле белеги трага во Македонија, без оглед што повеќето од нив веќе не се со нас, се реализирани професионално. Иако почнале тие скромно, без никакви материјални средства или помош од родителите, туку баш така, со индексот под мишка, да се студира, без ништо. Никој не размислува да прави некој, да не кажам, јас кога почнав во основно училиште, кај мене да се спомне дека учителката не е вред или наставничката, дека она е лоша, мене не ме сака. Тоа беше едноставно забранета тема. Денеска веќе тие некои елементи се изменија, меѓутоа дали образовниот систем беше тогаш друг, во кој што родителите имаат доверба во едукативниот кадар. И они сметаат дека учителките, наставничките и професорите сепак навистина толку спремни да детето нивно на нашите родители, буквално ние, да ги изведат на пат кон својата иднина, да ти кажам. Тогаш беа светиња, неприкосновени. Ако кажеш нешто против учителот, секој што ти виновен, сосема поинако не вреди да се споредува. Ни подаривте дел од вашето детство, меѓутоа вие сте еден дарител и покровител и мецена и ктитор и спонзор и човек кој несебично давал споделено, но никош тоа јавно не го кажувал. И знам дека ви е непријатно да зборувате за тоа и да ве праша човек, нема да знаете, јас си дозволив да се слушнам со Ели, која не можам да ја наречам ваша секретарка, затоа што таа ваша асистентка, ваша душа, значи не е ни секретарка, ни асистентка, туку е буквално жена која професионално ве следи, знае се за вас и таа ми даде, реков, Ели, нешто дај ми да прочитам каде сте Трифун донирал и се изненадив, значи колку пријатно се изненадив. Какви се од сите области, значи реновирање на цркви, на улици, на патишти, на болници, дури Корчагин, гимназијата, салата на Корчагин сте донирале средства, ето и тоа не сум го знаела. И моето основно училиште 11 октомври. Да, и на нешто ќе се сетите, а претпоставам дека не се сеќавате. Едноставно тоа, значи тоа се донации од милиарди евра, не се тоа мали, да речеме. Сумите не се битни, битна е големината и желбата. Да, и желбата. И луѓе кои кажуваат дека не постои човек кој имал мака, нека било здравствено, дури во вашите текстови за другарите, колку пати сте им помогнале кога биле болни, кога им требало средства, без да ги навредите, ги повредите, скришност им уплатиле за да може да се лекува, тоа е голема. Не само тоа лекувањето, за моите најблиски пријатели, да ти кажам, објективно јас, како да кажам, јавноста како сакале, нека ме прифати, ме препозна, меѓутоа објективно во животот некои работи ми се не смеале. Роден од ова подлепје, образован тука, стекнат искуство, надвршна трговија, каде што клирингот е во основа трампа.
кој што се практикуваше меѓу бившите советски републики и СЕФ, и Варшавскиот блок и Југославија. И тоа ни даде еден занет во кој што едноставно ние, кои што умеевме таа работа да правиме, знаевме како тоа функционира, многу ми над бившите СФР простори направија голем капитал. Бидејќи кога се распадна Советскиот сојуз, тие мора некако да најдат комуникација како да преживеат. Ние, бившите, да не кажем југословени, бевме првите тие, да не кажем извидници или оние пионири кои го отворивме тој пат за влегување на тие бивши варшавски пак држави кон европското семејство. И сега, објективно таа работа ја сум успел. Знам дека моите другари остана голем број тука. Они едноставно сите врзуваат крај со крај така како што можат. Да помогнам колку може да помогна, буквално знам дека со помош куќа не се гради, ако немаш и сопствени извори. Меѓутоа, настојав сите мои другари без да ги навреда, организирајќи преку заеднички летувања, дочици на нови години, да има овозможност да го почувствуваат животот на едно повисоко ниво и друго ниво како што вообичаено се практикува во еден западен напреден свет. И сметам дека тоа е најголемиот подарок што јас им го дадов на моите другари. Ние буквално нема делче од Егејскиот дел кој што ние не го прошетавме. Дали сакате со посета на Кикладските острови, круизи околу Пелопонез до Јонско море, круизи околу Крит, потоа секој шетање е еден факултет. Шетање е огромно убаво наследство, посебно оној дел кога беше во Турска до крајбрежје, околу Мармарис, Фетија, Бодрум. Тоа беше феноменално. Тогаш веќе одевме, уште можевме да ги носиме нашите деца, да ви кажам, па кога ќе соберавме родители со деца, па децата на еден брод, ние на друг брод, тоа беше навистина моменти кои што сметам дека никој не ги заборавил, ниту децата ги заборавиле, а и ние родителите не ги заборавиле. И убав живот, спокоен живот. Сметам дека со тоа на известен начин го надов патот како на моите другари да им кажам благодарам дека сум со нив и ми дале дел од своето внимание и живот. И мене. И во сите тие добродетелства што сте ги правиле и спонтано во текот на животот, човек понекогаш може да, како да кажам, фигуративно да заспие на едно уво или на едно око и да мисли дека правејќи добрина треба со добро да му се врати. Ви се случи нешто неодамна кое што ви е болна тема, да не ви се врати онака како што сте правеле во животот, туку со добро сварно да ви се врати лошо. Тоа е Евростандард банката, стечајот на банката, која буквално ме погоди, не само финансиски, професионално, туку емотивно, предпоставувам, поради сето тоа што е дел од вашиот карактер и однос со луѓето. Не заслуживте такво нешто. Види, Тања, прво, тоа секому се случува. Банкротство и тие работи, меѓутоа некои тоа го работат прорачунато, некои не. Јас, како што споменав преди малце, јас излегов од оваа средина од Југославија, отидов надвор, спечелив пари, ги донесов во Македонија. Големи пари. Донирав и на државата, и на градот, и на Македонија. На сите мои сограѓани сум помагал без разлика на нивната етничка или верска припадност. Тоа се мои сограѓани, со нив јас го делам животот. И така е мојот приод кон нашето секојдневие. Меѓутоа, некои работи во моја Македонија се изменија. Ако ги анализирам моите другари, какви се тоа стамени луѓе. Сме израснале сите заеднички, не врзувала и улицата, и кафетериите, и киносалите, и игранките. Тоа биле нашите моменти кога ние сме се образували и станале како луѓе. За мене тоа беше најголема работа од моите родители, едноставно образот да ним го извалкам на улица. Мора да не слушам на улица, дал играш джамли, играш фанта, дали имаваш по сјалици, по прозорци. Се тоа работи кои што укажуваат на едно детство. Ние бевме воспитани, едноставно не смеевме ние да го окалеме образот на нашите родители. И така воспитувани бевме. И сега, носено тоа,
какви другари имам? Што ја успеав? Сметав дека Македонија навистина е расадник со капитал во човечки кадри и дека ќе можеме да излеземе брзо, да влеземе во едно европско семејство и натамошна, само со една цела се напредем посигурен, по-безбеден живот за нашите сограѓани. Подобар стандард. Меѓутоа, прво патот кон Европската унија е буквално како ќе помине цел период колку низ Југославија што сме поминали како држава, ако стигнеме некој пат до тоа европско семејство, што навистина тоа е за мене Македонија нема тука никаква вина, тука се во прашање големите интереси на големите сили на поддржани од нашите апетити на нашите соседи кои и понатака не ги клет аспирациите кон нашата земја, меѓутоа тоа е друга тема. Секој пат сум мислел дека за тоа што сум го дарувал не треба да знае никој. Не ни очекувавте да ви се врати, меѓутоа ни ова не го очекувавте. Не само тоа, и знае, има едно правило, тоа ми беше од моја покојна тетка, кој немаше деца, многу ме сакаше, беше видовите за тие услови. И често пати ме викаше, ти вика, пулне ќе бидеш голем човек. А ја на себе леп и млеко попара, или леп и чај попара, викам бабо, тетко, викам, како можам да видам, ипак ова е тоа реално. Меѓутоа, во животот, воден од таа мисла дека умеам, знам и можам да го реализирам, веќе дојде до степен да се осознам дека навистина можам да направам. И направив. Јас сум убеден дека многу од моите сограѓани, кога би го имале тоа образование и тоа искуство во трговите, 100% би биле успешни луѓе како јас, што сум. Сега, никој пат, Тања, не сум имал намера да се јас палам со моите донации во Македонија. Меѓутоа, ова што ми се случи, ме поттикна повеќе да моите сограѓани малце осознаат повеќе, бидејќи секој различито ме доживува. Некој ме доживува како хуманитарец, меѓутоа едноставно некој ме доживува како исто обичен крадец, кој што сум украл од оваа држава, сум украл од нив, едноставно тоа сум го земал, па сум го уложил овдека и ондека. Што Но тоа се луѓе кои не само што не ги ве познаваат. осудувам луѓето, не ги осудувам бидејќи животот и начинот на живење им го наметна таквото мислење дека не може да се биде богат и достоен свет, А да се ако не остане крадеш. честен, така е. И јас затоа решив со моето појавање на социјалните мрежи, па и со пишувањето на моите колумни, преди се ова беа колумни, па се претвори во прва книга, дај Боже може ќе ми втора. Така да јас веќе полека се отварам кон моите сограѓани. Не да се фалам, туку да ја сватат мојата личност. Не велам дека сум голем човек. Не сум ниту голем, не сум ниту мал. Јас сум обичен сограѓани кои си ја сакат татковината. Патриот, значи да си го чуваш. Семејството, куќата, малото, околината, градот, државата. Не е без разлика дали си етнички. Било кој етникум си или која религија практикуваш. Тоа е за мене патриот. Ма тој на дело го покажувате со години наназад. Не Ја е го нешто што покажам. го кажувате само филозофски или зборовно, туку со делата покажувате. Сакам моите луѓе и моите деца, да ти кажем, и моите внуци понатака да осознат нешто, и моите блиски кои се до мене. Што повеќе сметам дека ќе ме осознаат, повеќе ќе се запознаат не со мојата големина, со мојата можеби посебност на гледање на некои такви работи. Тања, ја не можам на човек непознат кој што прв пат ќе го видам да не му придам со доверба. Тој човек сум едноставно. Верам дека чим ми пришол има некоја мака или сака нешто да сподели со мене. Немам јас мислам никакви пориви да размислувам дека тој нешто лошо ми мисли. Меѓутоа во Македонија тоа е малце изместено. Можеби тој момент што сте така воспитани, ви се случило да се лизнат нели од контрола работите кои се случија во Тања, неколку стандард. работи се многу битни. Точно тоа што сте имале доверба во луѓето околу вас. Да, патот Македонија кој што го води. И денеска како Македонија изгледа. Навистина, ние уште долги децени ќе чекаме да влеземе во било какво семејство со останатите напредни земји. Бидејќи кај нас сепак владее коруптивноста. Прво да излеземе од таа корупција, тој криминал, па потоа да влеземе. Нажалост, тука се тие пајажината е голема на тој дел. Па го почувствувате тоа, се борите со Гозила. Ама јас се борам. Експерти од Словенија, Тање, јас се борам преди се, бидејќи јас
од кога ова ми се стучи мене, а малце ќе ми дозволи да направиме една дистинкција, што сум работел, како сум работел надвор, а како сум работел во Македонија. Јас бев најголем добавувач на железна руда во Полска, Чешка и Словачка. Годишно меѓу 3,5-4 милиони тони. Претежно доаѓаше од Русија, Украина, Јужна Афричка унија, Јужна Америка, Бразил. Никој пат имало во тој уште не утврден систем, никој пат не сум бил излаган. Ниту од украинци, ниту од руси, ниту од јужноамериканците, ниту пак од бразилците. Секој пат договорот како договор, меѓутоа доверба постоела. Замислете, јас за тие 20 години што работев руда, преку 100 милиони тони имам пренесено руда од едно место на друго место. Значи, поминало папиролошки низ мојот бизнис. Не сум имал ниту една рекламација, а тој е товар кој е римфус, кој што подлежи на рекламации, квалитативни и квантитативни, значи количински и по квалитет. Секој пат имало такви проблеми. Меѓутоа, кога седнуе со луѓе кои што сака да го решат проблемот, лесно се решава и ние го решаваме. И на крајот ви издадоа вашите. И не само тоа. Јас имаше моменти кога понад 100 милиона долари има побарување од полските челичани. Понад 100 милиони долари има побарување од украинските и руските комбинати за авансни плаќања на руда. И кога се разделивме, се расчистивме, останавме на нула. Никој не остана должен, ниту мене, ниту јас нему. Тоа е поводот кој реков еден бивши социјалистички свет кој што знаеме што беше Југославија. Сметав дека Македонија е многу понапред на тој план и дека апсолутно довербата мора да постои. И сега, каде е таа сега префрлување? Во Македонија ми се спрема веќе стечена банка со неколку месеци наназад. Зад грб. Зад грб. Многу институции знаат за тој чин. Кај мене не допира, иако не сум случаен човек. Или пак кај моето семејство таква информација. Сепак сме добро инкорпорирани во општествениот живот на Македонија. И тоа се случува на ден кога ничим изазван излегува замисли 600 луѓе организирани за 15 минути запечатуваат 340 филијали и главната дирекција. Тоа е организација која што е направена буквално филмска организација. Но не преку ноќ. Тоа јас да не го знам, тоа да не го почувствувам. А само 6 месеци пред тоа направивме докапитализација со нови средства кои што сакавме да спасиме банката и банката е спасена во основа. Ќе испадне дека она што сме го изгубиле кој банката, штедачите и сите партнери ќе си го добијат своето. Ние сме најголеми губитници кој семејство, бидејќи покрај банката ние има претрпено уште 3 банки бизниси што ги изгубивме кои беа поврзани со банката. Меѓутоа не сакам јавноста да оптеретам со тоа. Јас не сум заложник на материјалното. Мене ми е многу битно духовното. Оваа борба повеќе водам за себе да покаже на моето семејство дека мора да се бори во животот, бидејќи по вокација животот е борба. Меѓутоа се бораме и во името на многу луѓе кои настрадале од системот и кои доколку не застанеме на пат на ова зло, ќе настрадаат нови кои ќе доаѓат, бидејќи тоа е криминалот и корупцијата. Секој пат треба некого да меле, да ништи. Денеска јас бев, односно вчера јас бев, денеска е Жан Митрев, утре ќе биде некој трет, четврт. Едноставно ќе начекаат луѓе кои што не се наоружени со овдешните атрибути, како се размислува како бизнисмен и политика, туку едноставно ќе го колат. Јас не сум заклан, само тоа ќе порачам. Мојата војна продолжува и ќе остане, мислам, како војна, да барам правдата до крај. Знам дека против себе имам цел систем државен, со сите државни апарати. Меѓутоа, не отстапувам ниту педа, па било која политичка партија да биде, дали опозиција, дали од власт, бидејќи објективно, колку да сакаш да
голема разлика меѓу партиите кои што водат државата. Нема. И во тие лоши примери, ете го добриот пример за Македонија. Оставате некој пример за ука, може би Исус Христос кога бил предаден на тајната вечера од луѓе апостолите околу него го оставил тоа како пример, ги оставил така да роварат за да знаат идните поколенија дека секогаш има предавници во најблиските, заради ти си не бута. Мојата тетка која спомена преди малце, она викаше, вика ти си толку добар што никому ти нема да му сосветиш, ама сам Господ ќе ги казни. И веруваме ова со ништо не лажам. Секој кој што трнал против мене, од било кој причини, имало такви, без причина трнал, секој пат после тоа бил казнат. Казни, зависи што е тоа казни. Да, и тоа е релативно. Тоа е релативно, да. На тие добрини што сте ги правиле, навистина треба да ви се позлати. Велат раката што дава никош не се суши. Тоа За крај малку на Венко. На Венко професор. Да, професор. Очекаме негово мирисот на книгата. Да. Ќе ви за крај малку нешто ведро. Активни сте спортски, играте тенис, активни сте музички, уметнички, рецитирате, творите, пеете, пак ги давате од себе најдобрите нешта и покрај тоа што ви се случи. Да. Што ви дава инспирација за тоа? Животот сам по себе реков по вокација борба. Меѓутоа во таа борба да се наоружите, да биде посилни, да издржите, морате да го надополнувате со сите тие атрибути кои го чина животот да биде достоинствен. А тоа се спортот и културата. Тоа се две нешта без кои што човекот не може. Па тука и музиката исто така. Сега, зависи од секој индивидуа, од какви афинитети има. Јас музиката од секој пат сум ја љубил, мислам, сам мог сум свирам на гитара. Аматерски, ама пак со љубов. Аматерски си правам снимки, си правам песни, си некои препеви од светски хитови правам. Обично сум тој љубител на некоја музика од 70-тите, 80-тите години од минатиот век и таа најповеќе практикувам. Да, кај вас ги има Ролинг Стоунси, Битлси. Спортот ми е понатека дел од мојот живот. Играте активно тенис? Играме, еве денеска, почнавме со тенисот и отворивме оваа година сезоната на Зајчев рит, така да ќе практикувам минимум еднаш-два пати неделно тенис, еднаш неделно ќе играме фудбал, а сакам да го почувствувам духот на музиката и културата во сиот сјај. Го сменивте имиджот. Значи нешто ви се случува. Оваа веќе 8, да не откриеме година, веќе 8 деценија во која газите ви изгледате се помлад и помлад. Не сум помлад, јас сум истиот, туку едноставно го користам она што секој пат сум имал порив да го направам. Тања, во животот кога бирате професија има некои стандарди кои што се бараат од вас. Не би изгледало сериозно, бидејќи не идуваме на секакви луѓе со секакви стереотипи вградени во нив, а кои се на функции. И мора тука да се држиме до некои класични начини на водење и на живот и на однесување, па облекување исто така. Така да во гимназија кога бевме не ни дозволува професорите да пуштаме долги коси, иако сите сакавме да бидеме она Битлси. Дојдовме на факултет, исто така ни забранија професорите, едноставно, не да ќе ти забранува, битно е да, кога на колоквиум или предавање гледаш, ќе те погледне малце со намргодена ако се пуши коса, и onda знаеш дека те земал малце назад. На пик. И през до шишаја. Сега може опуштена. Сега, после тоа почнав да работам во Технометал, Македонија, таму не само тоа што моравме да бидеме спаствени комплетно, имавме директори, посебно Гојко Вуковиќ, кој ни дозволуваше да ние кои што работевме во надворешна трговија, туку што завршени дипломирани економисти, да не дојдеме со дело, со машна, со бела кошула. Дрес-код. Дрес-кодот беше комплетен тука. И тоа ми остана во навика и во момент кога предо во приватниот бизнис, неминовно видите по комбинати, по железари, со видни личности комуницирате, не би бил сериозен во таа фела, доколку би го користела во имидж. Сега заврши тој дел, едноставно почувствував со некои пријатели околу мене, многу блиски, кои што малце ме охрабрија да бидам посмел во поглед мојот личен идентитет и како ја самиот себе се доживам. И морам да кажам дека со мој афинитет кон овој денешен имидж и апсорбирање на животот, јас се враќам во едно нормално функционирање.
Тања, ако денеска ме прашаш, да, мојата јас 8 деценија сум. Меѓутоа, ако го имам здравието, ме служи умот, јас функционирам без никаков проблем, како од некои давнишни времења. И сакам така да положи, додека може, ќе може. Меѓутоа свесен сум дека се во животот има некој лимит, крај. Молам Бога само да биде малце покасно, ако може, бидејќи сакам да усреќам некои други луѓе. Ако го влечете го крајот на емисијата веќе ни помина, ми беше драго, исклучително задоволство што ни бевте гостин во подкастот Мирисот на книгата. Останете понатаму со таа добра кондиција, ентузијазмот и продолжите да пишувате. Благодарам, Тања, благодарам до вашите гледачи, благодарам до екипата тука. Навистина, прекрасно со вашево интервју денеска што го направивте. Отворивте една малечка вратичка во моите сеќавања. Едноставно, не само сеќавање, туку ми овозможите да направиме една компарација, анализа, како во пишувањето, така и во животот. Благодарам вам. Останете понатаму на каналот страница МК и Мирисот на книгата нека остане вашата меморија.